Господин Таравари, вие како нов лидер, веде лидер на Алијанса за албанците, ви припадне на тешка задача да одлучите дали Алијанса за албанците ќе остане опозицијска партија или ќе влезе во власта и ќе придонесе за себе афирмирање како партија, но и задржување на овој, како да го наречеме, еден блок кој што има проевропска ориентација. Да, токму така. Навистина е тежок период за Алијанса за албанците, кога треба да одлучи и веќе кога има официјална покана за евентуално приклучување во владата, во мнозинството. И во партијата сме направиле анализи пред да започнеме преговори официјално, неформални разговори и канали на комуникација постојат со сите политички партии, па и со СДСМ, и со ДУИ, и со ВМРО. Така да сме направиле анализа што ако се влезе и ако не се влезе. Значи, свота анализа во која што ги анализираме што се предностите ако се биде дел од власта и што можеме да изгубиме ако останеме, што може да добиеме ако останеме во опозиција. Што би добиле ако влезете, а што би изгубиле, што би добиле ако останете? Од тоа само што би добиле? Нашето најако оружје како политичка партија е конзистентноста и таа морална чистина како политичка морална да речем чистина што ја имаме, дека секогаш сме биле против ДУИ или против тежа на ДУИ, секогаш сме сметали дека треба да има јака албанска опозиција. Ако ние влеземе во владата, веќе не постои албанска опозиција, за жал. Што се предности ако се влезе во владата? Предноста е тоа што можеме да покажеме како поинаку може да се владее со одредени институции, како што сме владееле со Министерството за здравство околу 100 дена или со трите општини со кои што раководиме веќе 5 години. Сме направиле таа разлика и веќе граѓаните знаат тоа да го проценат и да дадат поддршка и не случајно во трите општини кај што победивме 2017 во две повторно ја повторивме победата. Од друга страна, можеме да катализираме и одредени процеси кои што би помогнале можеби да се створи бројката 80 за уставните промени кои што се неопходни за започнување на преговорите, кои што максимум треба да се случат до ноември идната година. Има уште повеќе работи кои што сме ги анализирале, меѓутоа генерално овие две-три позначајни работи. Дали се поведуваат од еден државотворен интерес по кој што тргна Македонија и тоа можеби ќе придонесе да ве катализира за да бидете членка на владата, бидејќи се создаде едно мнение општо дека и треба едно, да речем се, широка коалиција од тој аспект, меѓутоа дека сте неопходни можеби и таму, да се создаде впечаток дека имаме структури политички кои што мислат добро на своите граѓани и на државата во целина. Ние сме кажале јавно неколку пати дека без разлика дали сме во влада или надвор од влада, дали сме опозиција, без разлика ние ќе ги поддржиме уставните промени, бидејќи мислиме дека и реално не е тоа нешто трагично, да се вметнат уште бугари во преамбулата и црногорци, и хрвати или евентуално и торбеши, и евреи, ништо не и пречи на државата. Што повеќе заедници се во една држава или народи кои што живеат, мислам дека таа држава е побогата. Така да нема дилеми дали Алијанса дали ќе биде дел од владата или надвор од владата. Секако ќе ги изгласа овие промени. Мислам дека на никој не штети ова. Меѓутоа, од друга страна, па ако останеме во опозиција, мислам дека бројот на луѓе кои што се во опозиција, на пратеници зборам, би била огромна и некако дава несигурност во партиите кои што се во власт. А знаете, во партиите на власт има настани кои јас мислам дека ќе кулминираат не знам кога, меѓутоа сигурно, во тоа сум сигурен. И ако Алијанса биде дел од власта, мислам дека повеќето партии веќе се во власт, има една стабилност мнозинството, меѓутоа шансите за да се даде поддршка и од најголемата опозицијска партија македонска е поголема и некако да се трезнат дека тоа што левица
некако не знам, ВМРО веќе влегува во орото на левица, дали свесно или несвесно тоа го прави. Барем левица го кажува јавно дека е анти-НАТО, анти-Европска унија, про Русија, да се изолира државата. ВМРО декларативно кажува дека е за ЕУ, е за НАТО, меѓутоа по тоа како настапува, дали е тоа за гласачко тело, на терен, перцепцијата од граѓаните, меѓутоа и од релевантните политички фактори, и од регионот, и од државата е дека некако по потрага, по гласови, по гласачко тело, некако влегува во играта на левица и ја не би посакал ВМРО да влезе таму. Се надевам дека може би нашето приближување до владата и ќе направи таа дистанца дека не сме ние врзани со ВМРО, нека не должиме ништо, ниту тие, ниту ние на нив, така да може би и нив ќе ги отрезниме некако да размислат посериозно дека добро би било 2023 да се изгласаат уставните промени и дефинитивно Македонија да ги започне преговорите со Европска унија. Има ли алијанса коалицијски капацитет, како што велите, бидејќи кога ќе влезете, ако влезете во власта, ќе треба да бидете заедно и со ДУИ, со Алтернатива, со СДСМ, значи со некои со кои што можеби има триење во односите за кои што сте биле опоненти, ќе треба да работите заедно. Кои се вашите предуслови генерално за влез во владата? За алијанса најтешко е со ДУИ да биде во владата. Со другите партии горе-долу со сите има коалиционирано и со БЕСА и со Алтернатива. Мислам во различни избори. Така да повторно велам, алијанса е една од партиите кои што има најголеми коалицијски капацитети. Значи и со СДСМ, и со ВМРО, и со Алтернатива, и со БЕСА. Сите постоечки партии, ви велам, за нас најтежок момент е со ДУИ да се биде, бидејќи така се доживува и кај народот контратежа на ДУИ, алијанса, тие што сакаат да ја донесат промената кај албанците, очекувањата се од алијанса за албанците, така да, велам, тоа е можеби најтешкото нешто што треба да го прескокнеме за да бидеме дел од владата. Но сигурно ќе му го предочи тоа на премиерот и кои ви се генерално тогаш причините, кои ви се барањата кои ќе преразговарате со Ковачевски? Што очекувате со вашето? Нормално, како секоја сериозна партија и ние си имаме наш протокол на преговарање. Имаме принципи кои што ни се битни. Едно од тив е избори да нема сигурно до 2024 година, инаку не си се гледаме во власта само за неколку месеци. Друго е во институциите со кои што ќе раководиме да имаме автономија на раководење, значи да нема ограничувања. И трето е динамика на тоа што ќе се договориме да се спроведува во практична смисла на зборот. Гаранции за тоа? Па гаранции ќе добиете? Па видете, без гаранции не би влегувале. Ние за одредени работи веќе сме разговарали со меѓународниот фактор и од нив бараме одредени гаранции за да бидеме дел од мнозинството. Се надевам дека ќе има коректност, ако нема коректност, не мора и да бидеме дел од влада. Ви велам повторно за уставните промени, ние би гласале без разлика дали ќе бидеме. Сепак, сте партија која што влегува со ќе треба да добиете некои значајни и помалку значајни ресори. На кои таргетирате и со кои би биле задоволни? Немаме таргет, меѓутоа мислиме дека е партија со 8 пратеници и одредени ви велам црвени линии имаме. Ќе разговараме, отворени сме да разговараме широко, да се има простор за договарање. Да речам дека одредени министерства се таргетирани по секоја цена, нема такво министерство. Мислам дека имаме квалитетни човечки ресурси кои што за една година може да демонстрираат и да ја направат таа разлика како еден министер од ДУИ раководи и како еден министер од Алијанса раководи со еден сектор. Значи немате таргет дали тие министерства сега ги држат ДУИ или СДСМ? Дали намерно одите на некои министерства кои што се под капата на ДУИ? Немаме. Сме подготвени да разговараме
сега не можам да речам дека би прифатиле се што ќе биде понудено, меѓутоа имаме отворена можност, можеме да дискутираме за не се и ни битни ни бројот на министерствата, ниту директорските места, меѓутоа таму кај што ќе раководиме бараме да имаме некаква автономија и да покажеме барем за една година дека може поинаку да се раководи од тие што раководат кај албанците повеќе од 20 години. Дали би легнало Министерството за здравство, бидејќи ви почнавте првпат Па, влегот? една од тие опции може да биде и за здравство, зошто не, меѓутоа не инсистираме по секоја цена. Иако ние имавме една тенденција да направиме едно ново мнозинство одма после локалните избори и не бегаме од тоа, значи сме мислели дека треба оваа власт да си оди, и не можеше да мрдне ништо. Меѓутоа, не се случи. Тоа се случи како се случи, се киднапира еден пратеник. И сега ние со ВМРО сме расчистили отпред кога беше проблемот со Даниела, некаде април-мај. Ние имаме канали на комуникација со ВМРО, како со сите други политички партии, меѓутоа ништо не должиме едни кон други. И има работи за кои што моментално размислуваме, имаме диаметрално спротивни ставови, посебно за уставните промени. Ја мислам дека ВМРО свесно или несвесно, не знам, меѓутоа влегува во орото на левица. Барем левица транспарентно кажува дека е против НАТО, против Европска Унија, Македонија да биде изолирана држава, и тоа да биде со Русија, и тоа е нивен став. Меѓутоа, ВМРО, за да не изгуби гласачко тело, веќе мислам дека, повторувам, дали свесно или несвесно, влегува во орото на левица, веќе во одредени ставови, ако разговарате со повеќе луѓе кои што прават политички анализи, ВМРО некако се, иако декларативно кажува дека е за Европска Унија, меѓутоа со ставовите веќе забегува, и тоа на Алијансата секако и пречи, бидејќи не може да смета нас иден коалиционен партнер кој што размислува така, меѓутоа тоа е перцепција и на повеќе релевантни политички фактори во регионот, па и подалеку, сметам за Соединетите Амерички држави, барем луѓе кои што познавам, кои што прават одредени политички анализи од таму, не е се декларативно што ќе кажете и не е оправдување дека бугарите ќе бидат во преамбулата и не треба да се направат уставните промени и по секоја цена да се спречи патот на Македонија за Европска Унија. Мислам дека тоа не е оправдување. Ако зборуваат за историја, тоа е друго. Но речеме сега последно беше во тој контекст и континуитетот на Ванчо Михајлов, кој што е деклариран фашист и кој што го негирал македонскиот народ и македонскиот јазик, а се носи закон за затварање на клубот Ванчо Михајлов. Се очекуваше тогаш Мицкоски да биде таму на отварањето на тој клуб, ако веќе се залага за континуитетот. Тоа е исто бреме што ви го носи и вам. Да, апсолутно. Ја не знам дали беше лапсус на Мицковски тоа, или тоа го кажа подсвесно или свесно, тоа не можам да го анализирам сега, меѓутоа секако дека би требало тој пред се да се дистанцира од тој човек. Ако некој ја негирал македонската нација, повеќе од Ванчо Михајлов, дури постојат и снимки кај што апсолутно негира постоење и себе си да си се поистоветува како наследник на Ванчо Михајлов, мислам дека е лошо за него. Господин Танамари, во Македонија има еден таков конгломерат на партии и тешко е да се гради капацитет на коалициски партија со капацитет за коалицирање со другите. Не е лесно да се коалицира, бидејќи сите се различни, сите имаат отприлика различни идеи. Базата е онаа што сите ги сврзува, можеби интересот на Македонија и членството во Европската Унија. Вие излеговте со една идеја, потоа се прилепија останатите партии на албанците околу промената на членот 7 од Уставот и 20% што говорат граѓаните во Македонија, да биде албанскиот јазик, но сега кога би влегле во власта, кога би ја поддржале уставната промена и влезот на бугарите, дали се уште го имате овој услов или малце го одложувате тоа? Не, видете, јас
често го повторував тоа, оти се прави безпотребно галама и се крева прашина за нешто што е едноставно почит на нашите сограѓани македонци. Значи, некој знае да комплицира од тоа, меѓутоа ја едноставно кажав. И ние сме го кажали тоа од 2016 година. Мислам дека и кога беше Македонија во склоп на Југославија, официјални јазици во Македонија беа македонски и албански. Ако не се лажам, и турски во Социјалистичка република Македонија. Со Охридскиот договор, не знам како и не знам зошто и не би навлегувал во тоа, место албанскиот јазик, зборовите албански јазик, стојат народот или кој што живее и повеќе од 20% во Македонија. Ја мислам дека тоа е понижувачки. Едноставно, кај што стои официјални јазици се македонски и кириличното писмо, да стои и албански и писмото на албанскиот јазик, што мислам дека ништо не е трагично. Некој после комплицира дека па што ќе биде на локално ниво. Ние не сме против тоа. На локално ниво повторно нека стои, нека се употребуваат, нека има позитивна дискриминација како што има во Гостивар за турскиот јазик, иако се 12% од 2011 година и турскиот јазик е официјален, во Куманово слушам има 5 официјални јазици и мислам дека е моментот, а јас лично сум зборел со Заев го кажа тоа во парламент, дека не му пречи при следното отварање да се разговара. Добро, ако тоа следно отварање за бугарите, дали ќе го отвараме и за овие прашања, има и други прашања кои што висат исто така. Нема други прашања, ние што инсистираме сега, од оваа што е чисто да не почитуваат, место тие проценти бројки да стои албански јазик. Разбирам, но има други партии кои што може би имаат други барања, кои ќе се отвори уставот, се ставаат на маса. Видете, дали се ќе бидат само бугарите или ќе останат и други прашања? Председателот на државата кажа дека Македонија има потреба за нов устав. Дали тоа сега ќе биде или не сега? Меѓутоа, сега бугарите ќе го оставиме само. Видете, ако отвараме устав, дали ќе биде само за бугарите? Љубиша, ние не можеме да условуваме. Требаат 80 пратеници да изгласат. Можете. Ама што ќе правиме? Ќе блокираме да не се почнат преговори? Тоа е нелогично. Ние ќе инсистираме кај поголемите македонски партии, ВМРО и СДСМ, да имаат разбирање и да не подржат. И без нивни гласови, значи не може со условување не да побераме. Мислам, дали тоа ќе биде сега кога ќе се отвара прашањето за бугарите или не? Ако може сега, нас би не удостоиле. Би покажале дека имаат респект кон нас како албанци, кои што овој период мислам дека сме биле супер конструктивни во поддршката и на македонскиот идентитет, и на јазикот, и на се што е македонски во државата. Добро, ама тоа зависи не само од партиите на македонците, од партиите на албанците, бидејќи, колку што знам, имаше барања, како се отвори уставот, изборот на председател. Дали да биде со консензус или не. И други некои барања, два дома и така натаму. Нашиот устав е крпен устав. Крпен устав, председателот кажа, јас се согласувам. Не е моментот сега, меѓутоа во иднина, и тоа блиска иднина, ние треба да седнеме како граѓани на оваа држава, да размислуваме, да направиме устав кој што ќе биде навистина прифатлив за сите, функционален и кој што нема да има потреба секои 2-3 години да се менува или да се надополнува. Ви благодарам за учеството.